Добар ден на сите присутни представници на медиумите. Добро дојдовте во општина Валандово. Денес во работна посета на општината е вице-премиерот господинот Лјупчо Николовски, со кој што заедно имавме работна посета во поглед на планот за борба против корупција, кој што е една од главните приоритети поставени од владата за реализација наредниот период. Општина Валандово може да се пофали изминатиот период, посебно од изминатите 3 години, за максимални позитивни резултати на ова поле, пред се во поглед на активната транспарентност, каде што општината, која што имаше пред само 3 години многу слаба транспарентност, односно се наоѓаше на дното на локалните самоуправи во Република Северна Македонија, во моментот да биде на високото 8 место во општини со највисока транспарентност, а минатата година да забележи и најголем скок на полето на транспарентноста. Општината ги јавно доставува сите договори на нашите веб страни и преку комуникацијата која што ја има деноноќно со граѓаните во континуитет, се трудиме да изградиме партнерски однос со граѓаните. Општината воопшто не исплаќа дневници. Во поглед на сите препораки кои што се дадени, за кои што општината има рокови поставено и како препораки кои што се дадени од страна на владата, ги има исполнето своите обврски, така да се надевам дека наредниот период заеднички, заедно и со владата и со вице-премиерот, заедно во интерес на граѓаните, ќе направиме промена пред се во перцепцијата на тоа како треба да се води политиката, како треба да се водат општинските институции и на кој начин треба да комуницираме со граѓаните, бидејќи една работа е клучна, тоа е дека сите сме во суштина кои што раководиме со овие функции во служба на граѓаните и практично народски кажано треба да бидеме слуги. Му благодарам на вице-премиерот, бидејќи пред овој состанок направивме посета и на системот за наводнување Јужен Вардар, кој што на 2 години интензивно се работи на територијата на општина Валандово, пред се во населените места Удово, Јосифово и Пиерава, преку тој проект кој што е капитален не само за општината, туку и за државата генерално. Земјоделците во општината ќе имаат и намалени трошоци, ново и модерно и пософистицирано производство, така да само на тој начин сметам дека со заедничка искрена комуникација, пред се професионална помеѓу институциите, а и според приоритетите на граѓаните, со нулта корупција можеме да покажеме дека можеме оваа држава и сите заедно да се движиме напред, прогресивно и честно. Во благодарам. Добро, драго ми е што денеска заедно со мојот тим од кабинетот сме во посета на општина Валандово и секогаш е добро да разговараме со првите луѓе на општините, особено во поглед на транспарентноста, отчетноста, одговорноста пред граѓаните и одвраќањето од корупцијата. Ние продолжуваме со работни средби со сите општини, се со цел да ја подигаме свеста и да разговараме за мерките од планот за борба против корупција. Како што кажа и градоначалникот Костадинов, Валандово како општина на евалуацијата која што ја направи кабинетот на заменик претседателот на владата кој што го водам, а во поглед на задолженијата и препораките кои што ги дадовме на општините за имплементација, односно објавување јавно и транспарентно на 22 типа на документи на своите веб страници, ги следивме и ги прегледавме најнеселективно и најреално, најобјективно сите општини, сите 81 општини, градот Скопје и Валандово како општина рангирана на 8-то место по активната транспарентност и по објавените информации, односно по она што по закон, член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер треба да го објавуваат општините и навистина имаме голем скок на општина Валандово од претходниот мандат, од претходните години до овој момент. Остануваат објавување на одредени ревизорски извештаи. Ние уочивме
што она што дополнително треба општината да го објавува, меѓутоа навистина има голем број на поени, на врвот во транспарентноста како општини и апелираме да продолжи општината, градоначалникот со тоа темпо, заради тоа што транспарентноста е половина од борбата против корупцијата. Не смееме ништо да сокриваме од граѓаните и треба да сме максимално отворени, транспарентни, честни и отчетни во тој поглед и ние како кабинет нема да престанеме ниту еден ден да правиме притисок да се исполнат сите обврски, сите задачи и да промовираме што поголема отвореност на секоја општина и пристап до информациите кои што граѓаните треба да ги знаат, особено заради тоа што граѓаните треба да знаат секој еден денар нивен во буџетот исто така како се троши. Констатиравме дека општината ги исполнила голем дел од обврските кои што ги предвидовме во планот за борба против корупција, како што е објавување на веб страната на лице за прием на пријави, согласно законот за укажувачи, се со цел во секоја институција да имаме лице кое што е задолжено за пријави на случаи за корупција, особено заради тоа што детектиравме дека областите кои што ги покриваат општините се секако ранливи во тој поглед и многу треба да се работи. Има многу поплаки во делот на граѓаните во разни сектори и области кои што општините ги раководат, заради тоа што тоа е директен контакт со граѓаните и навистина тоа е првата можност каде што ние тука треба да ги спречиме злоупотребите за корупција и да одвратиме од можна корупција. Затоа е битно да ова обврска која што е наметната од страна на владата согласно планот за борба против корупција да биде имплементирана. До денес над 400 институции веќе имаат објавено лица за прием на пријави за можни злоупотреби и корупција и ние во тој поглед ќе продолжиме со притисок да навистина секоја една институција биде одговорна, отворена, транспарентна и да ги има објавено овие лица. Исто така општина Валандово ги има објавено интерните процедури за јавните набавки, за кои што исто така постои задолжение или препорака за општините во планот за борба против корупција и општина Валандово постојано ги објавува договорите кои што ги склучува за јавни набавки на веб страницата и навистина тука апелираме да градоначалниците и првите луѓе на општините бидат првите луѓе кои што треба да покажат дека се борат против ова зло кое што го има во секој општество и дека треба да бидат првата брана во борбата против корупцијата и дека треба да бидат лицето на честноста, на отчетноста и на одговорноста, но од тука праќам порака дека ние постојано и активно ќе продолжиме да вршиме надзор над работата на сите институции и дека навистина во тој поглед мора да испорачаме резултати пред граѓаните, особено што сега воведуваме многу нови алатки, многу нови механизми и многу нови начини како граѓаните ќе ги охрабриме да пријават можни злоупотреби, но во секој еден случај ќе постапуваме неселективно и ќе бараме отчетност и одговорност од секој. Исто така, општина Валандово ја има донесено и исполнето уште една обврска од планот за борба против корупцијата или препорака во случајот на општините, а тоа е носењето на антикорупцијската програма. И ова е нова обврска од планот за борба против корупцијата, која што предвидува да секоја институција оформена од владата, секоја јавно предпријатие, секоја акционерско друштво, секој правно лице основано од државата, од владата, задолжително треба да донесе антикорупцијска програма преку која што се детектираат сите ризици и која што ги дава мерките, препораките, активностите кои што секоја институција треба да ги преземе во борбата против корупцијата. И на овој начин ја подигаме свеста на сите институции, на сите одговорни во рамки на институциите за обврската дека треба да изработат оваа програма и треба да ги детектираат сите ризици од можна корупција, но и да ги преземат сите мерки и активности и ќе го следиме реализирањето токму на антикорупцијските програми, така да голем дел од обврските или препораките кои што се во делот на општините, а се во планот за борба против корупција, општина Валандово ги има исполнето и охрабрувам градоначалникот и одговорните да продолжат да работат во тој правец, а ние максимално ќе ја вложиме целата енергија да го реализираме целосно, конкретно и детално планот за борба против корупцијата. Го воспоставуваме системот за следење на предмети и тоа го разговаравме со
со градоначалникот, кој што како систем за следење на предмети ќе овозможи секој граѓанин и сите правни лица да пријавуваат во овој центар, кој што ќе го имаме на централно ниво во владата, случаи каде што одредени документи, информации, барања на граѓаните не се исполнуваат или не се издаваат или одредени права граѓаните не може да ги остварат во рок. Сега ќе имате едно место каде што ќе може да пријават и каде што имаме обврска да реагираме и да дадеме повратен одговор и објаснување на граѓаните. И на тој начин ќе направиме притисок институциите да не ги чуваат предметите во фиоки. На тој начин ќе елиминираме значаен дел од можната корупција во рамки на институциите и ќе ставиме ред и дисциплина во рамки на истите. Во подготовка е уште една одлука која што можеме тука од Валандова да ја најавам, а која што ќе ја предложи нашиот кабинет, а тоа е уредба за начинот на користење на службените возила. Ово е еден сегмент во кој што исто така сакаме да ставиме ред и дисциплина. За прв пат воведуваме унифициран и единствен начин на користење и одржување на службените возила, со кој строго ќе се регулира начинот на користење на возилата и ќе се знае кој, како и на кој начин го користи службеното возило. Спречуваме злоупотреба на службени возила во приватни цели, односно воспоставуваме јасна и прецизна процедура на користењето на службените возила единствено за потреби на институциите и на граѓаните. И со предлог закон кој што во наредниот период ќе го предложиме, секако дека ќе постојат и одредени санкции во поглед на кршењето на сите овие одлуки и регулирањето на сите овие процедури за стварите кои што се во државна или општествена собственост. Исто така сакам да информирам дека владата на последната седница на предлог на мојот кабинет ја донесе одлуката со која што ги ограничивме трошоците на угостителски услуги за работни состаноци во угостителските објекти во земјата, која што важи за сите државни функционери. Секоја една одлука која што носиме во овој период, како и кодексот за однесување на функционерите, и ова одлука не важи само за министрите, за замениците министри, за државните секретари, туку важи за сите раководители, директори на јавни предпријатија, на акционерски друштва, на агенции, на фондови, односно има најширок обем на примена на сите институции во кои што треба навистина да има отчетност, одговорност за секој еден денар кој што се користи, а е од граѓаните. Нема веќе лични и приватни вечери на државна сметка и можност за злоупотреба во овој дел и навистина се радуваме што оваа одлука едногласно беше усвоена од владата и е воспоставена токму ова јасна, прецизна процедура кој функционер во државата има каков износ на располагање и каква е постапката и процедурата за оправдување на овие трошоци кои што ги ограничивме и како што кажав ние продолжуваме во тој поглед да носиме одлуки, политики, мерки кои што ќе ја намалат политичката моќ на функционерите, на привилегиите и граѓаните, навистина институциите ќе станат целосен сервис на граѓаните. Благодарам.